Колку често и по која основа најчесто ве дискриминирале? Благодарам за можноста да зборуваме на една интересна тема во нашето општество и нешто што можеме заедно да се бориме, тоа е секако дискриминацијата. Со оглед дека сум многу долго во јавниот живот и често има на медиуми, лично не сум доживела директна дискриминација врз мене, најверојатно што луѓето те препознаваат, но жените како мене доживуваат многу често дискриминација, каде што нели бараат и еден вид на поддршка. Најчесто секогаш е таа дискриминација во однос на религија, бидејќи некако нашиот верски предзнак, марамата која носиме, е првото со што се соочуваат. Кога сме веќе кај лична дискриминација, бев изненадена кога во декември месец не ми беше дозволено да влезам во едно скопско кафуле и реакцијата прво бев чудо невидена дека прво нели мене може да ми се случи, второ беше чудно дали келнерот не дека не ме познава во однос која сум, туку во однос дека дали тоа биде свесен дека ќе превземам сите механизми за тој чин да добие една крајна разрешница. И траеше така цел саат како смеете да дискриминирате, како што не ме пуштате во кафулето, зашто само што сум различна и слично. Се обидов и да ги едуцирам келнерите во кафулето дека не смеат тоа да го прават. Значи во истиот момент добив изминување од страна на менаџерот, повик да влезам во кафулето, нормално секако одбив, бидејќи не се чувствувам пријатно во атмосфера каде што на келнерите им се кажува дека треба да вршат некаков вид на профилирање при самиот влез, кој изгледа добро, кој не изгледа добро, кој смее да влезе, не, и во таква една средина нормално одбив да влезам, но го прифатив извинувањето со тоа што реков дека повторно ќе дојдат и други девојчиња или други девојки, жени кои што изгледаат како мене, ако повторно не дозволат, бидејќи многу лесно сега со социјалните мрежи доаѓаат контакт. Така да тоа беше кратко, но искуство и многу болно искуство за мене. Значи чувството да бидете дискриминиран и да ве профилираат и да не ви дозволат едно елементарно право да седнете да се напиете кафе, навистина боли, но со оглед дека одамна не сум почувствувала на своја кожа како е да се дискриминирам. Ја се обидов некако позитивно во тој момент да го извлечам дека иако постојано се борам против дискриминацијата, но кога ќе почувствувате да сте дискриминирани во тој момент некако добивате поголема сила и поголема желба да се трудите да против секаков вид дискриминација, дали тоа е религиска, на база на пол. И секогаш тука во однос на дискриминацијата во однос на пол, мислам дека сите жени во Македонија, генерално на Балканот ги доживуваме, дека ќе немаме истите можности како другите, дека затоа што сме жени нешто ни е забрането, или дека затоа што сме жени треба повеќе да се докажуваме, ако нели дури сега 50-50 во собранието се шегуваат, како кои се тие жени, додека за мажите кои што искачаат никој не прашува, 70% од пратеничкиот состав 60-70% се мажи, никој не прашува за нивната интелектуална способност, но за жените секогаш се прашуваат и можностите дали ги имаат истите како мажите. Во секој случај лично тие се дискриминациите на основ на религија, на пол, како припадничка на бошњачката заедница, ги уживаме генерално тука сите права како и останатите. Во одредени места постои дискриминација, но не е толку видлива или луѓето не се чувствуваат спремни и свесни да пријават. Од кои профили на луѓе најчесто доаѓа нетолеранцијата и неразбирањето на различноста? Во смисла, дали само рандом луѓе на улица реагирале или и на социјалните мрежи, политичари и други познати, условно кажано, фаци дискриминирале, не само вас? Да, генерално дискриминација. Генерално дискриминирале. Па секогаш ако сакаме да збориме за дискриминацијата кај поединци, индивидуални луѓе, мораме да се осврнеме на причината поради која некој се чувствува дека има повеќе права од тебе или чувството на супериорност, дека тоа нешто заслужува, ти тоа нешто не го заслужуваш. Дефинитивно луѓето црпат енергија дали од некои политички фигури или некои центри на моќ кои што им да ги охрабруваат дека ворете вие на некого да му забраните или нешто. Но само ќе се надоврзам на последниот пример каде што во лекцирите за основно образование имаше една приказна за ромите каде што се нарекуваат цигани, каде што невладините нормално парале до Министерството за образование да повлечат таа лектира, бидејќи ромите се прикажани во многу лоша улога, циганот како сведок се вели, каде што тој лаже за пари, оди на суд и лаже за пари. Во објаснувањето од Министерството како зошто дека вели дека таа приказна мора да се раскажува како наставникот како медијатор,
каде што мора да им објасни на учениците и дека нема ништо навредливо во користењето на тој термин, значи терминот циганко. И не е битно дали, иако тој случај кажува за една конкретна категорија на наши граѓани на националност, ромите всушност ви кажува еден многу лош момент, ви го кажува моментот дека институциите немаат филтер да проценат кога некоја содржина ве навредува. И сега вие ако утре некого му кажете на ром, му кажете циган или на бошњаците или на албанците и на македонците ги наречете погрдно, вие може да кажете па добро и Министерството за образование кажало дека нема ништо лоше во да наречете некого во некој назив кој што тој не се чувствува комотно. Така да како идеме линеарно, како збориме за институција во образовниот систем, во самите луѓе кои што слушаат, а социјалните мрежи се навистина еден извор на говорна омраза, еден извор на дискриминација, каде што луѓето позади телефоните или компјутерите чувствуваат комотно да навредуваат колку сакаат и мислам дека за социјалните мрежи, за онлайн платформите кои што ги има, дека потребни се истражувања, интервјуа каде што можеме да разговараме, но сепак ако институциите, јавните личности се воздржат од користење на погредни термини, ги осудуваат сите ти погредни термини, ги осудуваат сите книги, писанија, новински изданија, било што, ако го осудуваат јавно гласно, мислам дека како ехо ќе се одлегне на другите. Барем ќе знаеме дека некој осудил нешто, институција или јавна личност. Така да мислам дека против говорот на омраза и дискриминација мораме институционално да покриеме тоа, ама ние како граѓани, како свесни, мораме да се бориме, да го осудуваме, да го пријавуваме секој говор на омраза. Постои ли во изминатиот период, да речеме во последните 2-3 години, напредок во политиките и состојбите кои идат во насока на толеранција во општеството, колку казнуваат и колку реагираат институциите? Значи, би ги одвоила тие прашања во однос на, например, колку е направено во последните 3 години. Можам да кажам дека само еден концепт кој навидум делува едноставен, но всушност многу допринесе, тоа е концептот на едно општество, кој што беше најавен и спроведуван од страна на владата од 2017 до сега, навистина почувствува дека имаме некој фундамент на кој што ќе можеме да го градиме во општество. Тоа дека сите сме еднакви, ги имаме истите права, истите обврски, но и се бориме да ги имаме истите можности, што е многу битно, да сите нас имаме права, обврски, ама можности дали имаме сите. Со тој концепт некако се надевавме дека можностите ќе бидат тука за сите нас пружени и дадени и некако ви имавте чувство дека сте вклучени, дека сте дел од општеството и мислам дека и другите помалку бројни заедници или сите, мислам различни луѓе во Македонија, бидејќи се разликуваме по многу работи што е нели убавината на наше општество, допринесоа до една позитивно чувство на припадност и чувството на да сте дел од системот. Но во однос кога ќе збориме дека да, ги имате правата, се бориме за исти можности, но од друга страна ве напаѓаат затоа што сте различен. Значи секој од нас по некои карактеристики. И го пријавувате тоа во МВР, го пријавувате дури во јавното обвинителство очекувате дека сами би требале да покренат на основ на говор на омраза, кој што многу лесно може да доведе до криминалот омраза, злоцрството омраза и гледате дека институциите не идат во чекор со нашите заложби, не идат во чекор со законите кои што се носат. Не гледаме гасење на Facebook профили кои што константно шират говор на омраза. Не гледаме осуда кон дали тоа институција или медиум кој што постојано шири говор. Значи не зборам за инцидентно, ефектно или имавме големи промени се случуваа, помините со името НАТО. Не говорам дека некој наплив на емоции, говорам за медиум или поединци кои што константно шират говор на омраза. И тука сметам дека институциите морат цврсто да застанат. Имаше заложба против борбата со говор на лажни вести. Тука повеќе палката е фрлена на новинарите како ќе се изборат, но на нас граѓаните што ќе прифатиме. Мислам дека ние сме тука так што би се рекло ветерот во грб, дали ќе ги читаме или ќе им веруваме на лажните вести. Но генерално институциите морат да дадат силна заложба и мораме да го видиме тоа на дело. Колкава е улогата од една страна на политичките партии, колку тие предизвикуваат говор на омраза и националистички повици колку имаат,
И од друга страна на медиумите, порталите и другите социјални и онлайн платформи, колку е нивната улога голема во експанзија и подгревање на нетолеранција? Како што исто сличи со дискриминацијата. Сето тоа мора да има некој центар од каде сето тоа ќе потекне. Така во однос на политичките партии, тие сериозно мора да размислуваат на промената, на начинот на кој што зборуваат и вокабуларот кој што го употребуваат. Во секој момент тие треба да бидат како мостот на помеѓу граѓаните и тоа што се реалните политики, дали доаѓаат од позиција или опозиција. Многу мора да се внимава, бидејќи граѓаните во Македонија ги следат политичарите во нивните постапки, во нивните говори и морам сериозно да се внимава и сериозно да се работи со политичките партии. Дури би повикувала и на одговорност кога нешто ќе се изрече дискриминација или говорна мрза од страна на собраниска говорница. Мора да постои некое тело внатре во собранието кој што ќе ги испитува, мислам и ќе води некои постапки кон пратениците кои што употребуваат говорна мрза или лажни вести кои што пасираат. Знаеме дека во 2017 кога беа локалните избори, собранието беше користено за да се шири константно говор на омраза и лажни вести кон дека не доаѓаат или брана мигранти на бегалци. И не постоеше никаков механизам во собранието каде што ние можевме да се обратиме, да се престане да се злоупотребува собраницката говорница. Пратениците на секунда, на минута земаат пари од граѓаните, платите ги земаат од нашите даноци, а ти константно ја користи и ја злоупотребува говорницата не за подобрување на политиките на населението, туку за ширење на говорна омраза и повикување на група која треба да се дискриминира во нашето општеството, што би биле бегалците. И дефинитивно политичките партии имаат голема одговорност, затоа што денеска политичка партија, утре значи дали сте на власт или сте од институциите, а потоа секако медиумите кои што ќе ги пласираат, ќе одобрат да ги пласираат. Медиумите може да бидат силен филтер против говорот на омраза во однос на тоа да одбијат да пренесуваат говор, без разлика дали тој има за цел да ни информира или да ни покаже дека има говор на омраза во некои политички партии, не би требале да ги покажуваат, а да не говорам за медиумите кои што генерираат константно говор на омраза, потикнуваат говор на омраза, потикнуваат на делат на злосторства од омраза и константно шират невистини. Мислам дека тука јавното обвинителство сериозно треба после секој говор на омраза страна на медиум да покрене постапки за да се процесуираат сите тие говори на омраза. Мислам, не треба да чекаме да ни се случи некое злоторство од омраза. Треба јавното обвинителство да функционира како превенција, веднаш, значи кривичниот законник си ги има сите тие ставки како превенција кон некое поголемо кривично дело.